Почитувани гледачи, следува магазин Здравие. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за тоа какви последици врз децата остава разводот на родителите. Мој гостен и соговорник на оваа тема во студиото е доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Симеонова, добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание да поразговараме за една доста чувствителна и, би рекол, актуелна тема. Добар ден, Александар, ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на Стил телевизија. На почеток, што представува разводот? Едно мало појаснување околу разводот како вовед во денешниот разговор. Така. Разводот представува еден дефинитивен или конечен преки на бракот, кој што, ако сакаме да го представиме, би го спределя со земјотресот во семејствата. И она што е чувствително за разводот е дека носи еден процес кој што, како да кажам, има фази кои што предстојат за да се случи разводот и кога разводот ќе се случи, имаме една дефинитивна состојба која што бара нови снаги за надминување на состојбата. Она што е многу значајно за разводот е дека тој, за разлика од сите животни загуби кои што се случуваат, е единствениот кој што нема ритуал. Нема процес на кој што се оджалува. Кога некој ќе ни почине, ние знаеме, правиме погреб, правиме помен и слично. Меѓутоа, разводот носи иста болка како што носи смртта, со тоа што нема ритуал, нема како да се оджали. И она што е исто така многу специфично за разводот е дека тој представува акцидентална криза. Односно, не е една развојна криза која што е очекувана во животот на семејствата, него е нешто ненадејно. И заради тоа многу често ние го споредуваме со земјотрес. Така, интересна компарација, односно споредба. Кои причини доведуваат најчесто до развод? Така, многу бројни се причините. Луѓето најчесто имаат идеја дека вонпартнерските врски се тие кои што доведуваат неверството, така е. Меѓутоа, она што искуството го кажува дека многу повеќе за развод допринесува алиенацијата, односно отуѓување на партнерите, кој што најверојатно предстои. Она што статистиката ни го кажува е дека за да се случи развод, најверојатно минимум 2 години претходно предстоел еден дисфункционален брак. Дисфункционален брак во кој што партнерите не разговарале, каде што едноставно немале заеднички интереси, како што едноставно бракот го земале здраво за готово. И она што е исто така многу, да речам, ризик фактор за да се случи развод, се исто така партнерските релации кои што немаат деца, значи бракови каде што немаат деца. Понатака разводи каде што постоја, да речам, постоеле, да речам, голема возрастна разлика меѓу партнерите, односно не биле во различен животен циклус. Исто така брак кој што предстои на претходен развод. Значи, односно, како кажеме, комплексни семејства, новоформирани семејства каде што имало претходен развод. Исто така за самата социоекономска ситуација. Да, сигурно. Исто така, како да кажам, модерното живење ги прави малку жените понезависни и повеќе да имаат право да дигнат знаме и да кажат дека нешто не им се допаѓа. Послободни, да. Меѓутоа, она што најмалку доведува до развод се вонпартнерските врски. Така, во општеството, односно средината, многу често можеме да слушнеме, да, добро е, се разведоа, нема деца. Меѓутоа, уште почести се ситуациите кога се случува тој развод, остануваат децата поделени на 2 страни. Меѓутоа, како разводот на родителите влијае конкретно врз децата? Веќе да навлеземе во денешната тема, бидејќи ова прашање е, например, доста комплексно, но како за вовед, што чувствуваат најпрвен децата? Што чувствуваат децата? Знаете како? Децата најсензитивно го доживуваат разводот и колку и да науката пробува да разбере која возрастна група на деца најлесно ќе го толерира разводот, кога децата се најспремни за развод, одговорот е дека нема идеални години каде што треба да се разведат родителите. Меѓутоа, оно што е јасно прифатено е дека дисфункционален брак секако е подобро да заврши со развод, што не значи развод на родителите, него развод на партнерите, на емоционалниот процес на партнерите.
Она што би сакала да го истакнам ова вие што велите како децата реагираат на ова нели состојба кој што се случува кај возрастните, јас би рекла они реагираат многу почувствително од нас. Ние сме возрастни личности, имаме его снаги, имаме на формирана личност. Они се во развој. И нормално дека се што е развојно е повулнерабилно, децата се почувствителни на овој процес. Што би сакала да истакнам? Она што на почетокот нели го споредив со земјотрес разводот, би сакала да дадам еве уште еден пример. Знаете како еве ние слушнавме дека во Турција има земјотрес и ние само со тоа што слушнавме дека има земјотрес во Турција, ние се вознемиривме. Значи, што сакам да кажам, дека дури да сме гости на разводот, да не сме во интактното семејство, значи да не сме дел од семејството, нас ваквите загуби не вознемируваат. Така што и идеалниот развод, значи каде што партнерите седнуваат на маси, разговараат и се договараат дека нели нашата партнерска врска, да, и ако ви кажам дека статистички помалку од 20% имаат од луѓето капацитети да го направат тоа, сигурно дека ги алтерираме децата и тоа, да речам, кај децата се јавува едни регресивни феномени, особено ако зборуваме за едно предшколско дете. Децата стануваат позахтевни, пораздразливи, им се нарушува сонот, им се нарушуваат оние разгалени, разговорно кажано. Да, како да просто нешто што научиле да прават, они забораваат дека може да прават. Така што адолесцентите, например, они имаат како два стила на реакција. Ние тоа го викаме интернализирачко и екстернализирачко однесување. Што тоа значи? Интернализирачко, адолесценти кои што се повеќе интроверти се повлекуваат кон себе и онда престануваат да се дружат со врсници. Стануваат, знаете како, ние тоа го викаме како бели витези. Они се идеалните деца. По книга, ти седи мирно дете адолесцент во соба, другите се пример дрогираат, твоето дете е супер у соба затворено, меѓутоа не сака да општи со врсници, социјалната, да речам, реципрочна интеракција им е комплетно нарушена, немаат никаква потреба да општат и некако се повлекуваат во својот свет. А екстернализирачките образци, тоа процентуално е повисок, да речам, овој модел на реагирање, каде што они стануваат агресивни, хостилни, опозиционални, едноставно бунтовни. Се им смета, како да знаете, како да одинеш код едно дете кој што, да речем, имало некакви си модели на однесување, ги заборава и добива една агресивна форма. Исто така е многу модерно сега нарушувањето во исхраната, кај што почнуваат со нагли промени на телесната тежина, како булимија, анорексија, како на оној момент на себе повредувачко однесување, се сечат по телото и слично, што, како да кажам, не е никако наивно за подценување. Така, тука ќе ги поканеме нашите гледачи, доколку имаат прашања на денешната тема, почитувани, доколку имате прашање за тоа какви последици врз децата може да остави разводот на родителите, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Мој денешен гостин и соговорник во студиото е доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Симеонова, кога се подготвував за емисијата, многу често можев да најдам на настави психолошки, психијатриски мислења дека првата година од разводот е најтешка за децата. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Знаете како, децата, прво јас пак ќе се навратам кај партнерите, односно кај родителите, за да можам да го објаснам овој феномен. Што се случува? Родителите, нели, кои што едноставно веќе меѓу себе, да речеме, нели, тоа не се поднесуваат, односно имаат така нарушени односи, дисфункционален однос, конфликтни релации, најчесто е една пример ситуација, го носат пример детето на училиште. И мајката го заборавила приборот, таткото вози, кај приборот, нема прибор, ти реков ја на тебе да го земеш приборот, ти ми кажа на мене, и знаете тоа како ескалира, нели има потреба драматурги да правиме во емисија. И во мозочето на детето е следново сценарио. Јас да бев умна и да го земев приборот, најверојатно мама и тата немаа да се караат. И го морам да го нагласам заради тоа што партнерите забораваат дека кога не се уствари, како да кажам, си се пукаат еден со друг, забораваат дека детето слуша. Так. И дека детето проектира. Оно чувствува дека оно е виновно. Да, и си вика, ја да бев добро дете, они немаше се караат.
И она што во првата година се случува е токму ова, во случајот на детето размислува вака. Значи јас да бев добро дете, јас да направев она што треба да го направев, они немаше никогаш да се караат, они се разведоа ради мене, они се скараа ради мене. Мама изгуби татко или татко ми изгуби мама. И она што морам да го нагласам е дека не е само првата година проблемот. Значи очекувано е дека нели, пак ќе кажам, ако го компарираме со земјотрес, нормално дека првата година е најтешка. Значи се ова криза, ние осетивме и со корона пандемијата, со сите кризи во животот, нели кои што се акцидентални, ненадејни, ние немаме снаги да се справиме, ние учиме да се справиме. Уствари ние учиме во процесот, тоа не се никои развојни кризи како што на пример ние знаеме ако имаме дете адолесцент дека ќе биде позахтевно. Ова се некои акцидентални случувања кои што секако носат моменти каде што треба да се ремоделира семејството, да се врати во еден тонус, да пример мајката или таткото нели независно нели кој е старателот на детето научи да функционира, Петро ако двајца го носеле во школа, сега треба еден да научи да стига да го носи детето на училиште и слично. Така што секако дека нели не е само првата година, меѓутоа во првата година кризата најмногу се чувствува. Се чувствува така. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани, доколку не слушате, повелете, во програма сте. Да, доколку имаме гледач на линија, во програма сте, почитувани, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Голем поздрав до водителот и до докторката. Поздрав и до вас. Ако може едно прашање, се работи за детенце од 6 години, ама дете на разведени родители од 3 месечно бебе, од тогаш се разведени. Ама сега кога дете го почна прваче да оди, многу некако се повлече и другарчињата кои му прават проблем не ги издава. И ние така што слушаме од другите родители што на детето му се случува, ама тоа воопшто не кажува. Кога ќе го прашаме кој те удри, кој те закачаше денеска, не знам и не ги кажува децата тие што го закачат. И сега не знам што е така детенцево, зашто повлечено и во себе ништо не кажува. Предпоставувам прашањето е како да се надмене оваа ситуација и што довело така. Останете на линија, доктор, бидете на линија, доколку докторката има некое подпрашање за да може да одговорите. Јас би сакала да прашам дали без разлика што нели станува збор за развод кој што се случил на 3 месеци на детето, дали се уште воспоставува контакти детенцето со својот татко? Да, ама например, ние му кажуваме на него дека детето не ги кажува децата, дека треба послободно да биде, да разговара, ама не знам и понатака детето не кажува. Кој деца го закача, еве и на наставничката не кажува. Само така повлечено е. А што најмногу ве загрижува вас од ова што го напоменувате? Кој симптом на детето? Што е тоа што вас, еве како баба... Реакција на детето, која најчесто ве загрижува? Па ете така сега, например, ние сме, детето го чуваме од 3 месеца, ние сме загрижени како баба. Јас сум што сте загрижени? Детето така, например, да се понаша во школа, утре ден како растат децата, тие, например, се повеќе и повеќе, тоа е како еден вид насилство врз детето. Да, секако меѓуврсничко насилство, дефинитивно е. Ви благодариме за јавањето, следете го советот и одговорот од докторката како да постапите. Така. Чувствителна и секојдневна ситуација, да. И она што би сакала да го исто така напоменам е дека, нели, не секогаш разводот е причина зашто децата јавуваат симптом. Значи не е она да речам, како да кажам, ако нели детето е на разведени партнери, дека ние секогаш ќе сметаме дека тоа е главната причина кога нешто му се случува. Најверојатно станува за дете кој што да речеме повеќе интроверт, повеќе се повлекува кон себе, помалку сака да општи. Можеби ја гледа мајката дека е загрижена во својот дом и не сака дополнително да ја дава терет дека нешто на него му се случува. И обично децата знаат да бидат штедливи кон родителите и да едноставно ги поштедуваат и да не им кажуваат што тоа се случува. Меѓутоа, како да кажам, ова е комплексно и нели не може сигурно и меѓуврсничкото насилство нешто е сосема друга причина. И значително изразено, нели како што се зголемува и процентот на разводи, бидејќи сега најнова статистика вели дека секој трет брак е разведен. Така што сигурно дека кај детето едноставно може да се случува
па и реакција нели на тоа повлекување да се должи на тоа што има нели деца кои што имаат обратно од него, едно екстернализирачко однесување и го задеваат. И секако дека треба да се анализира целокупната средина, меѓутоа она што барем јас разбрав госпоѓата, е дека не за најмногу ја вознемирува моментот што би било утреден понатака нели со тоа дете и секако ако имаат нели потреба, они можат да се јават на психолог, на детски психијатар, ние во училишен психолог, така и да едноставно разговараат и да се види целокупниот профил на детенцето и начинот како што тоа реагира. И не значи дека дете ако на 6 години реагира со повлекување, дека истото би го правило и на 12, на пример. Така е. Ќе вклучим уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Јас сум... Да, намалете го ТВ приемникот или слободно кажете го прашањето, ќе ве разбереме. Повелете. Режија, ве молам, следна линија. Единица ве молам, повелете. Во програма сте почитувани, повелете. Добар ден. Добар ден. Овде е еден учител по гитара и пеење. Така. Многу брзо ми зборува Докторката? Гордикава. Така. Малку поспоро поради децата, не заради мене. Инаку секоја чест. Така. Ви благодарам Поздрав. за сугестијата, секоја добро, да. Доколку имаме следен гледач на линија? Да, еве, ради децата, меѓутоа ова треба да го слушнат родителите, што го говориме ние или старателите, односно лицата од семејството кои се грижат. Да, секој си е различен индивидуа и карактер. Веќе стигнавме до последиците врз психичкото здравје, менталното здравје врз децата. Какви се последици може да допринесе разводот? Така, она што, да речам, е вака многу значено да се каже, болно да се каже, меѓутоа е вистина, е дека децата полесно толерираат смрт на родител од развод. И има објаснување за истово, заради тоа што кога некој е починат, очекувано е дека ние имаме процес на идеализација. Каква беше мајка ти, како беше татко ти, како те чуваше, како те негуваше. Спомените. А спротивно од тоа е нели тој те остави, ме остави, не остави, таа не остави, слично, каде што едноставно децата несвесно во процесот на развод, нели при тие конфликти меѓу родителите, трпат еден тип на злоупотреба. Еден тип на индоктринација, знаете, како на пример бараме од децата да бидат лојални во тој процес. Ако пример татко ти не остава, како може ти да сакаш да го гледаш него? Он не остави, он не му е гајле за нас. И како да бараат лојалност. И очекувано кога ние сме во криза, ние бараме супорт, бараме поддршка. И ние всушност ги земаме децата кои што се најсензитивната категорија да ни бидат поддршка во тој процес. И последиците се многу бројни и не е тајна дека нели кај децата се јавува едно проблематично однесување после разводот, дека децата многу потешко ќе разберат што се случило, како може ако тато не ја сака мама да ме сака мене. Нели? Или како може ако тато сака друга жена да може да ме сака после тоа мене. Да, детското мозоче на сите страни размислува. И особено што имајте на ум дека секогаш, не секогаш, али барем во 70% од разводите, предстои еден почеток на нов брак. Односно, ние секогаш во процесот на развод, нели тоа правниците најдобро го знаат, имаме тој што тужи и тој што е оптужен. И знаете, тој што тужи, најчесто е тој кој што има проблем со лојалноста на детето. Обично детето го отфрла тој кој што тужи, нели тој кој што всушност дига знаме дека тука веќе е неподносливо. И во тој процес, нели како едни, како да кажам, спротивници во таа бракоразводна постапка, децата се наоѓаат затекнати и многу е логично дека нели ако пример тато е тужи мама, дека ние како може да го сакаме тато кога тато е тужи мама. Така, лоши мисли на мама. Да, кога лоши мисли на мама, тоа значи дека тато не ме сака ни мене. И особено е комплексно зашто нели, па ќе кажам, околу 70% од разводите, после тоа предстои еден почеток формирање на нов брак. И сега како на детето да му се објасни дека нели
он си оди од нашето или Другиот она си оди партнер е од нашето ќе семејство, се грижи за него а се како формираше таткото. ново семејство. Да, исклучително е сензитивно и тешко. И пак ќе кажам, секој нели ново формиран брак понатака е формиран врз база на загуба, пошто разводот како циклус, ако го размислуваме животен, е секогаш загуба. И нели си носи своји, да речем, карактеристики, така што Многу последици, да, ќе ги офатиме и последиците врз училиштето и понатамошниот развој во адолесцентниот период. Да дадеме предности уште на неколку гледачи со нивните прашања. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас сум баба на внуче чии што родители се разведува. Јас сум мајка на неговата мајка, која што почина. Почина, меѓутоа судската пресуда не ја дочекавме. Така да, старател остана да биде таткото. Ќерка ми беше тешко болна и беше неподвижен инвалид. Во договорениот развод се потпиша мојот зет дека детето ќе остане кај незе, поради тоа што живеа тука во нашиот дом, има направено простор за живење. Откако ќерка ми почина, тој не го зема детето и веќе од пред нова година ние воопшто не го гледаме. Јас сум загрижена за психичкото и емоционалното здравје на мојот внук, кој што живееше во определена средина со мајка му, татко му го напушти, беше љути на него, меѓутоа тој не само што не го зема од домот во кој што живее, туку го отпише и од школото и го отстрани од сите негови другарчиња, го запиша во друга школа. На која возраст е детето? На мојот внук и какви последици ќе има постапките на таткото. Јас не го оспорувам неговото татковство. Јас мислам дека сепак ние како фамилија и детето има право да остварава контакти во фамилијата во која што е израстал. Баба... На која возраст е детето? 8 години. 8 години. Во ред ви го разбравме прашањето, да секако ќе добиете совет и објаснување за ситуацијата. Секој е добро да навистина вакви секојдневни примери се навистина чувствителни, но мора да потенцираме дека медалот секогаш има две страни. Така е. Оно што би сакала да го истакнам нели при ова прашање што го спомена госпоѓата е дека овдека станува збор за мултипли загуби. Значи станува збор за загуба на мајка, загуба на некаков дом кој што нели постоел, си имал своји ритуали, еден тип на сепарација, нели како што кажавте и вие, медалот има секогаш две страни. Меѓутоа она што нели можеби моето професионално го слуша е дека ни го зема детето. Би сакала, тоа не е критички кон бабата, меѓутоа многу често се случува ова кај нели кај бабите и дедовците кои што секако си ги сакаат внуците најмногу на светот. И имаат право да ги гледаат, да. И очекувано е дека бабите и дедовците ги сакаат децата со пуна пареа, внуците нивни, заради тоа што нели они се во една животна фаза на празно гнездо, ние тоа така го велиме, кога децата се сепарирани, заминати и онда единственото нели единствената емоционална батерија која што ја имаат се внуците кои што доаѓаат нели кај нив. И просто како да имаат, за разлика од родителството кој што имаме малку време да си ги гледаме децата трчајки по работа, бабите и дедовците имаат навистина повеќе време и тука се поблиску до нив. Така е, и просто се што можеби пропуштиле како родители, имаат прилика да го надокнадат со внуците и навистина е сензитивно за бабите и дедовците. Меѓутоа би сакала да напоменам дека таткото не може да им го земе детето од проста причина што таткото е родител, биолошки родител на детето. Зашто постапил таткото на таков начин и што се случува нели во тоа семејство е предмет на терапија. На социјалните служби, на терапија, и јас би сакала да напоменам дека во вакви ситуации кога кај децата постојат мултипли загуби, ќе нагласам повторно мултипли загуби заради тоа што имаме смрт на мајка, промена на живеалиште, промена на училиште, промена на врсници, оддалечување од некакво примарно нели проширено семејство, така, значи апсолутно ова дете треба да у најмала рага да посетува училишен психолог, да се работи со него бидејќи да се превенираат последици, да. А дека би оставило последици ако не се интервенира, секако би оставило драматичен карактер. Така е. Ќе вклучиме уште еден гледач и ќе продолжиме околу разговорот училишните последици токму при бракоразводни постапки врз децата. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Исто убав ден и вам. Едно прашање, не се работи за мене, туку се работи за една блиска особа, така да мислам дека сепак има некое значење и може да добиеме одговор од Повелете, да. Ете така. Се работи за еден мој пријател, многу близок,
значи во кои работи, тие се многу одавна разведени, така да мислењето на девојчето негово се уште не се знае. Од 4 годишна возраст, мајката го зима преко судска постапка и ден денес тој човек, веќе со 2-3 удари, живее болно, нема го видено своето дете, пошто мајката што и како има, тоа ја не го знам, а девојчето е околу 22-3 години, кој сега е на факултет. Значи, тој плаќа елементација, али се уште нема го видено девојчето. Така да, еден по еден, веќе има 2-3 удари и како е можно тоа, родителите кога се разведуваат, значи, постои тоа, не викам дека не, но да се негира таткото е ваков или мајката Така е е, ваква. да. Значи, тоа е моето прашање. Ви благодарам, Ако да, човек- секако, ви благодарам за објаснувањето и за прашањето. Ќе добиете и вие совет, доктор Симеонова ќе искоментира и оваа ситуација. Последици врз таткото во овој случај имаме, да, меѓутоа не ја знаеме и другата страна. Така и знаете како би рекла, за да можеме да се љутиме, најверојатно не сме ги разбрале луѓето. Ако ги разбереме, не би се лутеле. Така што мислам дека имаме ускудни информации за да можеме да разбереме што се коментираме, случува и јас не би сакала да коментирам. Мислам дека е многу непрофесионално во отсутство на информации да дадам било каков коментар. На втората страна, меѓутоа да, обично секогаш, не секогаш, али 90% од она статистика што ја следиме, секогаш судот одлучува старателството да го додели на мајката. Така е. Да. Така е. Тоа е во пракса кај нас, Да. не знам на запад како е, дали има некои промени или некои други фактори се земени во предвид, меѓутоа да се фокусираме на темата, веќе предпоставувам од искуство би коментирале дека попуштаат со учењето, децата се повлекуваат, значи што се друго може да допринесе разводот на родителите кај децата кои се на училишна возраст и адолесценти веќе. Така. Со самото тоа што ви напоменав дека само 20% од бракоразводните постапки се на еден цивилизиран начин, значи имаме 80% кои што се на нецивилизиран начин. И очекувано дека кога имаме процес на загуба каков што е разводот, како еден животен стресор, очекувано е дека тука ќе имаме разнишување на личноста на детето, односно очекувано е дека овој земјотрес ќе направи траума. Па ќе кажам акцидентална криза, неочекувана криза, ненадена која што ги затекнува семејствата. И она што морам да го истакнам е дека кога децата ќе ги изложиме во пуна пареја на нашиот развод, очекувано дека за децата се развивено дури и често го гледаме нели како психијатри, но посттравматско стрес расстройство. Посттравматското стрес расстройство носи во себе едни низа на флешбек феномени, не така ги нарекуваме, каде што детето е преплавено, преокупирачки, руминирачки се тие мисли околу разводот. И очекувано дека насако ни се појавуваат сцените кога мама фрла, кога тато фрла, кога тука се случува некаков конфликт и слично, очекувано дека во детското мозоче фокусот на учење ќе биде нарушен. И тоа не е нешто што не е очекувано. Ние како возрастни кога ќе сме изложени на траума, па тие флешбекови не дефокусираат, не отежнуваат процесот на работа, а не кај децата. Така што во секој случај кај децата ќе се развијат тие феномени на дефицит на концентрација. Ќе ви кажат дете кој што е на разведени родители, послабо учам, помалку имам концентрација, не ме интересира школата, што ќе ме мене школа, што ќе ми смени мене школата, еве мама и тато се пример учени и па што се случи. Едноставно губаат и перспектива децата. Инспирација нема. И инспирација, така, и сите волево нагонски динамизми се алтерирани кај децата и особено да речам оној момент кај што знаете како, ако нешто се случува на ниво на семејство, ние тоа го криеме и се случува дома. Меѓутоа разводот е нешто што сите знаат. Сите знаат дека мама и тато се разведоа. Како ќе ме гледаат врсниците? Не им се оди на училиште. Како ќе објаснам јас на моите врсници, на моите Или ќе ги закачаат, задеваат, да. И сега кој ќе дојде на родителска кај тебе, мајката или таткото ти, бидејќи децата знаат да бидат сурови и да едноставно или да коментираат мајката има друг партнер, друг дечко, таткото има девојка, сето тоа го впиваат. И кога е, докторка, алармот, црвената линија дека родителот кој се грижи за детето на кого му е доделено треба да побара соодветна стручна помош? Знаете како? Или се е индивидуално?
Да, тоа сакам да напоменам дека станува збор за и знаете како, и во многу семејства е релативен е прагот што ги вознемирува родителите за нивното дете. Има деца, знаете како, со 37 со 2 ќе додат у болница ќе бараат помош од доктор. Има родители со 39 температура ќе дадат чепче на дете и ќе падне температура. Прагот колку и родителите се чувствителни на нивните деца и секако прагот како и они се одгледувани, бидејќи нели начинот на кој што ние реагираме еден трансгенерацијски образец. И како нас не научиле родителите, многу очекувано дека ние до некаде и би реагирале на таков начин. Така што она што би сакала да истакнам е она што исто ако се сеќавате една од госпогите го праша, ако нели она што беше на 3 месеци па се развеле, не секогаш разводот значи дека детето ако јави симптоми причинско-последична развода, да. И ние во клиничката болница Аџи Бадем Систин имаме буквално еден цел тим кој што работи со препреченост и каде што најразлични доктори и нели дефектолози имаме кои што едноставно придонесуваат да се види причината и лоцираат причината, да, бидејќи не секогаш ние мораме се да препишеме на разводот. Меѓутоа би сакала да истакнам дека ако гледаме дека детето има регресивни феномени кои што не проаѓаат со времето, едноставно детето само се уназадува, едноставно нема касни со училиште, не пишува домашни, не ги извршува школските активности, не ја средува својата соба, не ги прави оние вообичаени активности кои што ги правело, би требало да тоа биде едно знаменце кој што ќе го крене родителот и ќе побара помош. Докторка, како родителите да им објаснат, односно да ги подготват децата дека ќе се разведат или ќе се разделат, бидејќи детето сепак продолжува да живее само со еден од нив? Така. Ова е одлично прашање, Александар, и ова е нешто што е исклучително значајно при носење на ваква одлука за развод, е да им се објасни да децата дека немаат вина. Немаат вина. Так. И тоа е нешто кое што богато треба да се објасни, заради тоа што ако она што нели на почетокот го разговаравме, беше дека ако се почела да се кара за школскиот прибор, дека најверојатно детето ќе проектира и ќе се чувствува виновно. Едноставно ти си одлично дете, меѓутоа ние не функционираме. Ние не се караме зашто ти го заборави школскиот пример, него ние се караме заради тоа што нашата комуникација не е квалитетна. Ние се разведуваме за да ти растеш во подобри услови. Да се објасни бракоразводот, да се објасни како еден процес во кој што ние му го леснуваме животот на детето, а не дека ние го зимаме него за придружник, па со него заедно ќе војуваме против партнерот кој што не остава. Бидејќи, пак ќе кажам, оној кој што е оставен е најчесто оној кој што е најбрутален и кој што го зима детето како еден коалиционер во таа ситуација и прави една битка против тужителот. Зазема страна заедно со врз товар на детето. Да, и ова е многу значено се каже, бидејќи оној кој што тужи, науката така го спредува и со мозочни бранови, дека како да се спасува од една хронична болест. Остава нешто што му е макотрпно. А оној кој што е оптужен е оној кој што најверојатно бил комфорен и си живел во една комфорт зона и кој што го затекнува една ненадејна болест. Значи, ово има крај на хронична болест, ово има ненадејна болест. И тоа е зашто е толку, да речам, што праша господјата како може тоа да го прават луѓе. Може, заради тоа што вие се затекнати од ненадејна болест, се у шок, се у негирање, се у отфрлање, се у еден, како да кажам, дисбаланс, а овие оставаат и се спасуваат. Така е. Докторка, неминовно и прашањето во однос на психичкото здравје, менталното здравје врз децата. Имаме и ситуација доколку бракот е дисфункционален, односно не функционира и вештачки, би рекол, се одржува само заради децата. Како тоа влијае врз децата и што во такви ситуации, дали е подобро да се прекине тој брак, да им се објасни убаво на децата или да се продолжи понатаму вештачки да се одржува? Така. За децата што е подобро? Да, што е подобро. За децата секако е најдобро ако нешто не функционира да биде прекинато. Дефинитивно. Не дека нели разводот е најгениалното решение кое што постои, меѓутоа е легитимен, постои и целта на разводот е да го улесни дисфункционалното живење. Ако ние живееме во брак кој што не е хармоничен и секојдневно ги изложуваме децата, вие што рековте вештачко, децата, особено во првите години од животот, они се исклучително интуитивни. Значи, они немаат развиено абстрактна интелигенција, они немаат моменти каде што нели они знаат причински последично да објаснат нешто, меѓутоа они се високо интуитивни. И они осеќаат кога нешто е фейк, они осеќаат кога нешто е лажно. И ние ги изложуваме на една лажна енергија што секако не е добра за нивното здравје. И
алибито дека ние остануваме во брак ради децата е алиби наше, односно на возрастните. Заради тоа што добриот развод е секако полош од лошиот брак. Подобар, извинете, од лошиот брак. Така што морам да нагласам дека е малку себично кога ќе се каже дека ние остануваме во брак ради децата. Многу често тоа го слушаме. Да, знаете како, ние немаме храброст да промениме нешто и очекуваме дека ние, пак ќе кажам, ги злоупотребуваме децата и превикаме, па добре, сега ние останавме за да вие бидете заедно. Меѓутоа, децата кои што прво, ако вие сте конфликтни со партнерот и они слушаат цел време висок тон, докажано е дека високите тонови го штетуваат детското мозоче. Архитектониката на мозокот ја штетуваат. И апсолутно не се изложени постојано на бура на кортизол. И ако дете е постојано изложено на кортизол, очекувано дека него интелектуалните процеси ќе му бидат успорени. Така што ние му правиме и интелектуално затајување на ова дете. Значи не делуваме само на моментот како оно се чувствува или нели што бегле ние народски дали е среќно или тажно. Не, ние делуваме на целокупната личност на детето. Доктор Симеонова, навистина ви благодарам за одвоеното време, за примерите кои ги споделивте и пред се искуството за ова интересна и сензитивна тема која офативме денеска, и со задоволство ве очекувам да бидете повторно мој гостин, бидејќи навистина има доста интересни теми од областа на детската и адолесцентната психијатрија. Благодарам за поканата, Александар. Да, задоволството и мое. Почитувани, тука е и крајот на денешното издание на Магазин. Ви благодарам за вниманието. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре во Магазин Здравје, ќе говориме за псоријаза.